дечки. Ова е четвртото видео. Само пред да почнем со продуктот, сакам да кажам дека од сега почнавме со подобра камера. Видеата се на друго ниво, затоа што снимањето со телефон навистина не водеше никаде. И тоа е се. Значи на почеток да кажам дека во ова видео ќе го отвараме Nexus 7, кој е направен заедно со Asus и Google. Како што кажува и самото име на продуктот и од кој компанија е направено, станува збор за навистина неверојатен таблет, кој е многу актуелен и популарен сега на пазарот. Инаку овој таблет може да се најде во сите продажни салони на АМС ширум Македонија. И исто така цената е неверојатна во однос на перформансите кои ги нуди. Значи, како што може да видите, кутијата е елегантно спремена. На оваа страна името на таблетот, позади кажува што поддржува, односно заедничката работа на Google со Asus ги поддржува сите од Google софтвери како Google Play, што е Android маркетот, Pure Google како Google+, YouTube, Chrome и останатите. Значи, накратко, тука имаме некои фабрички спецификации за уредот. Тоа беше накратко. Значи, во кутијата има уште една кутија, во која се наоѓа таблетот, која е навистина супер од надворешна страна. Кој што можете да видите, тука има уште некои фабрички спецификации и се уште е затворен, значи да го отвориме. Овој таблет инаку е еден од најактуелните сега на пазарот, бидејќи е навистина многу ефтин во однос на перформансите, како што и напоменав на почетокот. Еве го таблетот, ова е црната верзија, инаку има и бела верзија од истиот таблет, на него ќе се вратиме малку подоцна, да видиме што друго има во кутијата. Као што можете да видите, во кутијата се елегантно спакувано. Само да видиме што има друго, веројатно поиначе и другите стандардни работи. Како што реков, да, тука се прирачниците за работа, упатства, тука и USB кабелот, веројатно тука и некаде и адаптерот за полнење. Да, како што реков, тука е го и адаптерот, кој не е толку потребен сега за раѓање, бидејќи целта е да видиме таблет. Значи, ова е таблетот. Како што кажав, изгледот, дизајнот е навистина чист, како што може да се очекува од Google и Asus. Имаме неколку механички дугмиња, како дугмињата за клучување и исклучување, volume up и volume down дугмињата, мислам класичните. Значи, тука исто така имаме и стандардниот микро USB порт, како и приклучокот за слушалки, микрофони и останатите аудио џакови. Па да видиме дали ќе се уклучи, затоа што сега изведам, да, еве се уклучува. Значи, натрешните хардверски податоци на овој таблет се има 1 GB DDR3 RAM. Исто така екранот е 7-инчен и е направен од стакло, односно од материјал кој не е гревлив, наречен Corning Glass. Исто така има предна камера која има квалитет од 1.2 мегапиксели. Значи, накратко го позиравме видеото за да го прескокнеме делот каде што се прави сетапот, Wi-Fi, Gmail акаунтот и останатото. Значи, ова на таблетот, како изгледа кога е спремен за работа. Прво што ми остави впечаток е што на почетниот дел има место за 6 икони, каде што кај стандардните Android системи со овој оперативен систем, односно Android 4.1.1 Jelly Bean, има по 4 икони, а од тука има 6. Исто така, овој модел е моделот со 16 GB вградена меморија, додека има и друг модел со 32 GB вградена меморија. Само да ви покажам накратко некои софтверски спецификации за овој модел. Како што напоменав, има 4.1.1 Android систем, што е најновиот. И еве тука, ако може, тука се приметува дека е 4.1.1, како што споменав, моделот, значи тоа е лаптопот,
Тоа е таблетот. Сега предноста кај овој таблет е тоа што има предна камера што е навистина добро за комуникација например преку Skype. Може да се нарече некој вид и на мана што нема задна камера, бидејќи таа е навистина потребна во случаевите кога снимаме некои клипови или пак за слики, но сепак сите повеќе таблетите се користат за сурфање, за комуникација преку Skype, за читање на вести, гледање филмови и останата. Мислам дека овој таблет најмногу би бил најпопуларен и најактуелен кај младата популација затоа што е навистина мал, може да се користи секаде, може компактно да се спакува во која било чантичка, може дури да се носи во поголемите џебови ако некој има и такви. Сега, како што споменав веќе на почетокот, перформансите се навистина добри со оглед на цената, која е околу 14.000 денари. Споредба може да се најчесто го споредуваат со iPad тројката, но јас мислам дека овие два уреди не може да се споредат затоа што имаат големи разлики. Ово има процесор кој е Quad-Core Tegra 3, додека iPad-от има друг процесор, така да споредувањето на системи со различен оперативен систем е навистина глупаво од наша страна. Не глупаво, но може да се нарече дека е не толку паметно. Значи, ова беше четвртото видео, отварањето на Nexus Pad 7, кој е направено од Asus и Google. Се гледаме во наредното видео.